почитувани градоначалник, почитувани колеги, почитувани директори од локалните институции, раководители од општинската администрација и вработени во општинската администрација, добар ден. Ја отварам 53-та седница на Советот на општина Крива Паланка и за истата дневен ред на координација договоривме од 4 точки. Но имаме и дополнителни точки, кои потоа по записникот, усвојање на записникот ќе ги ставам на усвојување. Отварам дискусија по записникот од 52-та седница. Дали некој бара збор? Поверива. Поштувани колеги, поштувани присутни, добар ден. Сакам само да дадам една забелешка во врска со записникот од претходната седница. Има направена грешка во моето презиме. Ја замолам да се коригира тоа. Благодарам. Дали има некоја друга забелешка по однос на записникот од 52-та седница? Доколку нема, записникот од истата го ставам на усвојување. Некој за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, записникот е усвоен. Одиме по дневниот ред. Како што реков, 4 точки беа договорени на координација. Во меѓувреме ни стаса уште 4 точки, од кои во четвртокот беа пуштени 2 дополнителни и во петокот уште 2 дополнителни. Па така предлагам како 5-та точка да стои предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2022 година на Основното училиште Илинтен Крива Паланка. Како 6-та точка да стои предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2022 на СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка. Последна точка да стои предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2022 година на Основното училиште Јоаким Крчовски Крива Паланка и како 8-та точка предлог одлука за давање согласност на измената на годишниот план за вработување за 2021 година на општина Крива Паланка. Дополнителните точки ги ставам на усвојување. Кога ги има? Здраво. Што председавач, градоначалник, колеги советници, останати присутни. Ќе го поддржиме проширувањето на дневниот ред. Не е проблем. Меѓутоа неколку пати, стотина, ако 53-та седница, на 45, сигурно да сме имали проширување на дневниот ред. И секој пат велиме да останеме на дневниот ред на завршен со координацијата, а секогаш додаваме точки. Со оглед на тоа што овие точки се малку и пообширни, дополнително пуштени, ќе ги поддржиме, како што реков. Меѓутоа со акцент дека повторно правиме нешто кое што ние го договараме да не го правиме. Заеднички. Верувам дека ако биле идни точките, ќе биле доставени пред нашата координација и ќе биле на дневниот ред од утврден тогаш на координација. Со оглед на тоа што сме јуни, верувам дека има време. Август, јули, август има време за да се реализираат сите тие во училиштата. За општината веќе не е врзана со некои временски рокови. Мислам дека е време да престанеме со тоа. Ќе го поддржиме овој веќе нема да гласаме за проширување на дневниот ред, освен ако немаме точка која што е итно во меѓувреме која што треба да се гласа или не. Благодарам. Поверителни. Благодарам. Почитуван председавач, почитуван градоначалник, почитувани директори и раководители, почитувани колеги советници, добар ден. Точно е тоа дека на координацијата им беа доставени 4 точки како предлог дневен ред за оваа седница. Исто така стојам на тоа дека се договоривме дека само итни точки ќе ставаме како дополнување на дневниот ред. Меѓутоа, сите работиме со една жива материја и пред да ги донесеме некој заклучок или да ги осудиме раководителите зашто ги доставиле овие точки после усвојување на дневниот ред на координацијата, мислам дека коректно е испрема нас и спрема нив да ги слушаме зашто точките биле доставени по координацијата која што ние ја имавме како предлог усвојување на дневен ред. Затоа би сакала едно објаснување од директорите
до нас, советниците, за да видиме зашто ова е вака. Благодарам. Градоначалникот побара збор, па потоа ќе даде на раководителите да се објасни. Побари градоначалник. Благодарам, председателке. Почитувани советници, почитувани ръководители на локални институции. Потполно јас стојам на ставот дека секогаш кога се носат вака апсолутни популизми на дневен ред, создава некаков сомнеш дека сакаме да протуркаме нешто на брзо. Да, се согласувам дека оно што е договорено, некаква координација, таа координација треба да биде испочитувана пред секако колегиум на кој што се разговарало околу дневниот ред. Но меѓувреме, по содржувањето на координација на која што јас бев присутен до општина Фија Паланка, до Поделението за локален економски развој, до советникот кој што е за образование, стаса дописи од Министерство, и тоа и за основно и за средно образование, а верувам дека истите тие дописи циркуларно се проследени и до самите училишта, во кои што од Министерството за образование се инсистираше во најбрз можен рок овие информации да бидат доставени. Зошто? Затоа што во меѓувреме, како што знаете, конкретно во Фија Паланка, имаме многу модификации по однос на дуалното образование, многу модификации по однос на нови паралелки како што е медицинската, и сите тие треба да бидат комплетирани со наставен кадар кој што ќе биде потребен за отпочнување на новата година, за да не се случи дека ако законски требаше овие планови за вработување да бидат донесени до крајот на август оваа година, да, ние може би во јули ќе имаме нова седница, но инсистирањето беше тоа да биде направено што е можно поскоро. За да не да си појме повторно за неколку дена само за тие точки, истите беа и составени на оваа седница на совет, затоа барам разбирање затоа што не е по наша желба, затоа што некогаш работите се диктирани од многу повисоко ниво, како што е во конкретниот случај од Министерството за образование. Ако има некаква потреба од друго објаснување, стојам на располагање. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Нема потреба директорите да објаснуваат, затоа што веќе се е кажано. Да. Мислам дека ќе го разбереме објаснувањето на градоначалникот. Некогаш навистина работите не зависат само од нас, туку некој ги диктира така да бидат. И овие 4 дополнителни точки ќе ги ставиме како дел од дневниот ред. Дали некој друг бара збор? Доколку не барате, овие 4 дополнителни точки како 5, 6, 7 и 8 ги ставам како проширување на дневниот ред. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, дневниот ред е проширен. Сега целиот дневен ред го ставам во усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека со 18 гласа за, дневниот ред е усвоен. Одме за првата точка од дневниот ред, предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Фија Паланка за 2021 година. Колеги, дали има потреба од објаснување? Добро. Отворам дискусија. По истата, дали некој бара збор? Доколку нема, првата точка е ставена на усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 11 гласа за и 7 воздржани. Првата точка е усвоена. Втора точка е предлог одлука за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Фија Паланка за 2021 година. Дали има потреба од објаснување? Јас мислам дека има потреба, да, повели раководител. Како сака, се погласи. Да, поведе. Ова точка е ставена на дневниот ред заради тоа што при крајот на 2020 година добивме од определени средства од Министерството за транспорт и врски во вид на наменска дотација за изградба на инфраструктурни објекти. Средствата беа во висина од околу 6 милиони денари и ние со тие аплициравме за изградба на канализацијата по јавното и канализацијата Бурови Бач. Со оглед на тоа дека тогаш кога беше распишан тендерот, значително падна цената на самата изградба на овие инфраструктурни објекти и практично нас од тие 6 милиона пари ни преостана значителен износ на средства кои што би требало да ги искористиме, односно да не се случи да ги вратиме во Министерството, односно тие самите ќе ни ги земат доколку
да ги искористиме за некој друг инфраструктурен проект кој што е сличен. Значи, ако е хидротехнички објект изградба на канализација, они ни дозволуваат да исто да ги пренамениме за некој друг хидротехнички објект, па така според износот на парите кои што ни преостана, според нивото на подготовката на техничката документација, се решивме како стручни служби на стручен колегиум да предложиме да се изврши регулација, односно уредување на дел од коритото од Куков дол, односно тоа е дело кај што постои едно известно уредување после мостот на Куков дол, па има едно известно старо уредување со подпорни зидови, мислам, не се класично корито на дол, меѓутоа служат како еден вид на уредување на долот, е сега во продолжеток на тој дел, некаде во должина од 230 метри би ишле со уредување на преостанатиот дел од Куков дол, некаде до почетокот на Карпескиот дел на долот. Мислам дека знаете за што се работи и уште добра работа тука е што ќе го решиме проблемот со пристапниот пат кон Баглак 3. Значи од тука поаѓа еден пат кој што сега преку пропусти оди према населба Баглак 3. Овде е предвидено со регулацијата на долот и изградба на сандачен пресек на почест пропуст, така да практично би го решиле за да речеме за стално и тој проблем со преминот преку самиот долот. Така да сметаме дека во секој случај треба да ги искористиме преостанатите пари. Мислам дека тука има одлуката, после ќе видите во втората точка дека општината се обврзува на дел кофинансирање, на многу мал дел, практично сега покажува дека би имале ние кофинансирање според предмет пресветлена, меѓутоа ако пак падне на јавната набавка за некој процент, мислам дека нема да имаме ни кофинансирање. Едноставно ќе ги искористиме парите од Министерството за транспорт и врски. Така да тоа е, мислам, потребата од измена на програмата за уредување на градските земјишта, бидејќи таму наведените веќе работи во точка 3.2.2 за регулација на постоечки водотеци, мислам дека веќе се на некој начин во тек, освен коритото на Дурачка река, која што е пак многу голем износ, така да не би можеле со тоа да аплицираме, и ни се наметна како потреба, пошто имаме спремна техничка документација, да одиме со регулација на делот Куков. Благодарам, раководител. Секако се разбира како стручни лица, вие најдобро знаете како би се уклопиле со средствата и на што да дадете приоритет, камо да може се да се направи. Колеги, отварам дискусија по втората точка. Дали некој да разбор? Доколку никој не бе разбор, втората точка е става на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, втората точка е усвоена. Трета точка од дневниот ред е предлог одлука за давање на приоритет за користење на преостана зградни средства од Министерството за транспорт и врски. Има потреба да објаснување. Всушност и Никола со втората точка ја објасни третата. Отварам дискусија, дали некој да разбор? Доколку нема пријавени, третата точка е ставно усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, третата точка е усвоена. Четврта точка е предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Кратово и општина Крива Паланка. Колеги, дали има потреба од објаснување? Ова требаше да се најде како точка уште на минатиот совет, но се разбира службите сакаат да поразговарат со вработените во општината, кој би прифатил, кој ќе ја преземе таа одговорност, нели, да оди. Станува збор за лиценца за градежни инспектори, мислам дека беше. Треба да има комисија формирана комисија во која треба да има 20 лиценцирани. Едниот им отишол од општина Кратово во пензија, мислам дека беше така, веќе сум го заборавила текстот, бидејќи тоа беше уште пред 2 месеца стигнат како допис. Општина Кратово ни бара помош, како ние што како општина што баравме за градежен инспектор, сега тие барат од нас лице кое ќе им помага во таа комисија. Нормално треба да има лиценца, едниот лиценциран, веќе е пензионер и тие не може да ја формира
дискусија. Дали некој бара збор, тука се службите, може би уште побаво ќе објаснат. Ако нешто сум сгрешила. Доколку нема, точката ставам на гласање, кој е за? Против, воздржани. Констатирам со 19 гласа за, четвртата точка е усвоена. Петата точка е предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2022 година на ООУ Идентит Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Доколку нема, отварам дискусија, поведете се прашање. Бидејќи нема пријавени за збор, петата точка е ставам на усвојување, која е за? Против, воздржани. Констатирам со 12 гласа за и 7 против, петата точка е усвоена. Шеста точка е предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2022 година на СО Ѓорче Петров Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Доколку нема, поведете се дискусија. Бидејќи нема пријавени за збор, шестата точка е ставам на гласање, кој е за? Против, воздржани. Констатирам со 12 гласа за и 7 против, шестата точка е усвоена. Седма точка е предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2022 година на ООУ Јадрен Качувски Крива Паланка. Потреба од објаснување? Поведете се дискусија, дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавени, седмата точка е ставам на гласање, кој е за? Против, воздржани. Констатирам 13 гласа за и 6 против, точката е усвоена. И последна осма точка е предлог одлука за давање на согласност на измената на годишниот план за вработување за 2021 година на општина Крива Паланка. Колеги, дали има потреба од објаснување? Дали отварам дискусија, дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, точката е ставена на усвојување, кој е за? Против, воздржани. Констатирам со 12 гласа за и 7 против, точката е усвоена. Колеги, со ова